Изминатата година се регистрирани 894 повреди на работа, што е за 27% помалку во однос на 2015 година, во која се регистрирани 1222 повреди на работа, покажуваат податоците кои на својата веб страница ги објави Институтот за јавно здравје на Република Македонија по повод 28 април, Светски ден за безбедност и здравје на работа. Намалувањето на повредите на работните места по моје мислење се должи пред се на зголемената примена на Законот за безбедност и здравје во претходната година и почестите инспекцијски надзори од страна на надлежните органи кои се задолжени за примена на Законот за безбедност и здравје. Меѓутоа, еве користам прилика во овој момент да ги повикам работодавачите за целосна примена на Законот за безбедност и здравје при работа, и не само негова примена, него и одржување на системот на заштита на работа. Бидејќи еднаш донесени мерки не значи дека во иднина работните места ќе бидат безбедни. Сакам да ги потсетам исто така и вработените на работните места, бидејќи според Законот за безбедност и здравје си имаат истите права да се борат и да се изборат за своите права, заштита на работни места, меѓутоа да ги почитуваат и обврските, да ги применуваат и обврските на Законот за безбедност и здравје, односно оние да ги применуваат упатствата и мерките кои се донесени од страна на работодавачите, стручните лица. Во Центарот за безбедност при работа велат дека иако законот е донесен пред 10 години, се уште постои недоволна информираност кај работодавачите. Како стручно лице за безбедност и здравје, како правно лице за безбедност за спроведување на Законот за безбедност и здравје на работа, можам да ви ги пренесам и личните искуства. На терен се соочуваме со неинформираност, односно неедуцираност од страна на работодавачите. Затоа мислам дека во наредниот период и државата, државните органи, па и на некој начин треба можеби да бидат вклучени и медиумите за целосно запознавање и едукација на работодавачите од имплементирањето на законот, како и придобивките кои ќе се постигнат со примената на Законот за безбедност и здравје при работа во индустријските и другите објекти. Во структурата на регистрирани повреди на работа информираат од Институтот и натаму најголем број се оние забележани во индустријата и рударството, или 39,8% од вкупниот број на регистрирани повреди во Македонија во извештајната година. Од Институтот за јавно здравје информираат дека неопходно е воспоставување интегриран систем за следење и пријавување на повредите на работа и професионалните болести, кој би овозможил евидентирање и регистрирање на сите повреди на работа и професионални болести.